Почитувани граѓани, додека во јавноста се актуелни договорот со Грција и сите штетни последици кои тој ги носи, криминалните тендери, афери и злоупотреби, додека земјоделците се соочуваат со нова криза, а во здравството се бројат случаите со смртен исход, Македонија се соочува со уште еден најголем пораз. Ниту еден од универзитетите во државата не е во првите 1000 на Шангајската листа за успешност во високото образование. Ветуваа иднина, а образованието ни е руинирано. Каква е таа иднина кога имаме и официјална потврда дека ниту еден од универзитетите во државата не е според својот квалитет во првите 1000 во светот? Ке подсетам дека ветуваа живот, но добиваме порази. Нема градење на иднина без пристојно и квалитетно образование. Македонија е исклучена од оваа листа. И додека образованието во Македонија стагнира, во првите 500 се универзитетите од соседството: Белград, Атина, Љубљана, Софија, Солун и така натаму. Како универзитетски професор, но пред се родител и граѓанин на оваа земја, можам да кажам дека ова е резултат на негрижата и немањето на стратегија во високото образование, немотивираноста на наставниот кадар, експериментирањето и политизација на образованието. За ова нема изговори. Неуспехот на владата го плаќаат младите. Нема во Европска унија со неквалитетно образование, кое не е рангирано ниту во првите 1000 универзитети. Нема иднина доколку главен приоритет за власта се криминални иновации, наместо реформи во образованието. Не може да се тврди дека сте за младите, а нив трајно да ги деградирате со неквалитетно образование. Образованието е поврзано со економијата. Не можете вие да се залагате за развој во економијата и да понудите инвестиции со висока технологија, а при тоа да не можете да понудите кадар кој што е едуциран и може да ги обслужува овие инвестиции. Изминатиот период имав можности да другарувам и да се консултирам со голем број млади луѓе во Република Македонија. Точно знаеме што им недостасува и тоа ќе биде дел од програмата на ВМРО-ДПМН која што ќе биде презентирана во периодот кој што следи. Нудиме голема авангардна понуда за сите млади во Република Македонија. Со оваа влада Македонија нема иднина. Ниту ќе дојде Европската унија, затоа Македонија заслужува повеќе. Заслужува образование со универзитети кои ќе бидат во првите 500 во светот. Македонија е извор на знаење и компетенции. За да тоа се случи, оваа влада мора да падне. И само така Македонија ќе победи.